Лажните вести стануваат се почести на социјалните медиуми. Како според вас може да се реши проблемот со лажните вести и дезинформации во нашето општество? Односно, како институциите треба да реагираат од една страна, а како ние граѓаните од друга? Добро, вака, значи прво лажните вести се еден комплексен проблем кој што се резултат на серија на развојни ситуации. Не се нова појава, не се појава карактеристична за социјалните медиуми, постоеле и постојат години и векови наназад. Многу различни институции, држави, пропагандни машинерии и преку различни канали медиумски ги имаат служено со лажни вести и дезинформации. Она што денес го гледаме е всушност некаква хиперекспанзија на лажни информации, дезинформации и лажни вести, затоа што едноставно каналите за комуникација ни се многу подостапни, се многу побрзи и подинамични и дозволуваат многу полесно една вест лажна побрзо да се пошироко да се распространи. Фасцинацијата денеска е затоа што традиционалната моќ, односно чуварите на информациите, традиционалните медиуми, кои што доскоро беа некаков филтер кој што не заштитуваа нас како граѓани од лажни информации, колку што се постигнуваа и тие самите во дадена ситуација, или колку што им одговараше или одговарало во дадени ситуации, денеска ја немаат таа улога, односно нивната улога е значително намалена. Затоа што денеска информациите корисниците ги добиваат доминантно или ги гледаат, ги читаат, ги примаат на социјалните медиуми во средина во која што сме бомбардирани од многу информации на секојдневно ниво. И во една ситуација во која што на дневно ниво сме изложени на стотици, илјадници наслови, слики и слично, важноста на секоја поединечна информација не станува многу помала. Вниманието кое што го одвојуваме за да ја изанализираме секоја, за да придадеме значење на секоја е многу помало. И од тому затоа е многу полесно денеска да се прошири една лажна вест, дури некогаш и ненамерно. Ненамерно од страна на тој што ја креирал, што во таа ситуација може да кажеме дека е дезинформација, повеќе отколку сама лажна вест, и некогаш и ненамерно и од самиот тој што ја споделил, несвесно, да тоа помогне да се прошири. И сега, ако треба да го отвараме прашањето директно за тоа кој и како треба да реагира и може да реагира, низ годините не се покажало ни една претерано многу алатка или механика ефективна за да ги спречиме. Дезинформациите се алатка на пропагандата. И биле и ќе бидат. Разликата е, повторно ќе кажам, што денеска се многу подостапни за многу поширок круг на луѓе и што благодарение на интернетот и на социјалните медиуми многу полесно може на глобално ниво, на различни краеви на светот да бидеме сведоци на злоупотреба на овие техники. Институциите се што можат да направат или што треба да направат е да се обидат да обезбедат рамка во која што ќе им дадат простор на професионалните медиуми, на професионалните новинари да дојдат до израз. Да обезбедат средина во која што квалитетот и ќе биде предност, квалитетот ќе биде препознаен и ќе може да пазарно обстојува посамостојано. Затоа што сме сведоци дека мотивацијата зад креирањето на лажни вести и дезинформации многу често е различна. Некогаш е директен финансиски интерес, некогаш е политички интерес, некогаш е ненамерна манипулација или дезинформација. Така да не можеме да очекуваме дека сега некои институции или некој индивидуалец ќе може да најде магично решение да ги реши сите овие ситуации. Лажните вести најчесто се најопасни кога се во серија на вистините информации. Значи, кога имаме комплетно измислена информација, како например оние за Трамп, велешаните што ги правеа изминатите години, ретко кој веруваше дека тоа е вистина. Тие ги измислуваа од корен, од нула, луѓето кликаат затоа што беа доволно спектакуларни и кликливи тие наслови. Идејата беше дека тие сакаат да заработат пари, го направија тоа или го правеа тоа, и тука завршуваше приказката. И ден денеска никој не потврди емпириски, а има бројни истражувања и Facebook извади исто така доста чисти ставови во поглед на тоа, дека некои од тие лажни вести или лажните вести генерално имале некакво сериозно влијание во политичките одлуки на граѓаните. Така да од тој аспект што треба да направат институциите, многу малку може да се каже дека чекор 1, 2, 3, 4 е доволно за да го решиме проблемот.
Што треба да направат индивидуалците, исто така не е решливо во смисол на 1, 2, 3. Потребна е едукација, потребна е само надградба, меѓутоа во оваа динамика која што напоменав е исклучително тешко тоа да се прави. Исклучително тешко е затоа што секој ден излегуваат нови технологии, нови канали за комуникација, нови начини кои што ги надмудруваат алгоритмите на сега веќе одговорните или малку поодговорните компании како Facebook и Google и Twitter и така натаму. Но сепак како корисници сме изложени на толку многу динамична средина во која што не е за очекување дека еден просечен граѓанин ќе може со истото темпо да ги надградува своите знаења за да може успешно да детектира лажни информации. Постојат сет на вештини кои што би требало да ги поседуваме за да може да детектираме барем во најголема мера лажна информација. Нормално, тука сега правам уебет за проверка на основните параметри, односно принципи по кои што се работи новинарство или медиум. Извори, повикување на релевантен извор, време на објава, кредибилитет на самиот медиум и така натаму. Значи, дали има на повеќе места информацијата, дали е потврдена кој е основниот извор, колку други медиуми ја имаат објавено таа информација и така натаму. Но и покрај сите тие елементи кои што некој пат може да бидат таму присутни, видливи на еден вебсайт најчесто, сепак е можно да наседнеме на такви лажни информации. Така да се менуваат параметрите, стануваат и играчите кои што имаат интерес да креираат цели страници, цели веб страници со лажни информации и дезинформации, доста, да речеме, по итри тактики. На крајот на декември во Америка беше откриена една цела мрежа на преку 200 сајтови кои што имаат за цел да во одредена ситуација, според одредена агенда, само во еден мал сегмент пласираат одреден тип на информации. Се останато, што е 98% од информациите што ги има на тие сајтови, е на некој начин компјутерски генерирано, кој што се вклопува во целата околина и треба да даде една слика дека да, ова е вистински медиум. Само за во еден момент да пушти одредена дезинформација, која што ако се пушти од 200, 300, 400 места одеднаш, ќе си го направи своето влијание онаму каде што предпоставуваме сака да се го направат влијанието. Може ли да ми кажете која е разликата меѓу лажните вести и дезинформација од друга страна? Добро, дезинформација најчесто се користи кога немаме намера да го да некого изманипулираме, односно имаме, да речеме, комплетно измислена информација. Значи лажните вести многу почесто се форма во која што имаме комплетно измислена информација, значи нешто што не постои, едноставно од нула го измислуваме. И тоа е нешто што многу почесто се зборува зашто е поатрактивен терминот, меѓутоа е помалку опасно во суштина. Помалку опасно од аспект на тоа дека може толку лесно да наседнеме. Дезинформациите се, значи, како што напоменав, серија на информации кои што се точни, меѓутоа кои што имаат одредена агенда и кои што во дадена ситуација употребуваат само еден дел од целокупната комуникација што не е вистинит и всушност ја променуваат целата, да речеме, комуникација. Кој ги креира лажните вести? Кој ги креира лажните вести? Мислам, многу различни entiteти со многу различни интереси. Во основа, лажните вести, најдрастично, најозлогласено ги креираат некои таму велешани, кумановчани, македонци, балканци, руси, кои што имаат интерес да влијаат на глобалната политика, но денеска сме сведоци на еден куп различни истражувања и новинарски истории кои што ни покажуваат дека скоро и да не постои политичка, да речеме, агенда, партија или групација на многу различни земји, на многу различни континенти, кои што не посегнали, не посегнуваат во својот арсенал да имаат и некаков капацитет медиумски преку кој што ќе пласираат лажни информации. Така да, без разлика што денеска сите ги зборуваме Кембридж аналитика и скандал со Кембридж аналитика, кој што при тоа Facebook баш скоро го демонтираше дека имал некаква реална важност во целата таа приказка со добивањето на изборите на Трамп.
во целата таа жижа, да кажеме, кога беше тоа најактуелна тема, сега повторно е реактуализирано тоа што пак не чекаат избори во Америка и во Македонија нормално. Од една страна, преку ден сите се оградуваа од тоа, беа најжестоки борци против лажните вести, а преку ноќ се обидуваа по разноразни канали да откријат како тоа се прави, да ја сватат нивната улога и да развијат своји капацитети. Затоа што во одредена мера, ако противникот има таков капацитет и не можеш на еден друг начин да се соочиш, предпоставувам дека во нивните глави одговорот беше мораме ние да бидеме подготвени ако не дај Боже затреба. Навреди, клевети, обвинувања, тоа е и секојдневие исто така нели на социјалните медиуми. Деновиве бевме сведоци на разни навреди и закани упатени кон двете новинарки. Имате ли некој коментар во врска со тоа? Па, некој коментар. Значи, омраза, навреда, клевета се точно регулирани работи во закон. Во Македонија и во многу други земји. И дали се случуваат на интернет или се случуваат во живо или се случуваат преку медиум, вака, така или онака, едноставно тие што се извори на таквиот тип на комуникација треба да сносат одговорност. Фактот дека не е тоа премногу ригорозно, дека никој толку многу можеби не се плаши од такво нешто и дека општеството во Македонија со години можеби на некој начин го толерира или не е доволно ефективно и ефикасно за да го казни, создава атмосфера во која што индивидуалци без никаков сериозен проблем помислуваат дека тоа е едно нормално или прифатливо, нека не биде нормално, меѓутоа прифатливо ниво на комуникација. Кои се вашите очекувања за време на оваа политичка предизборна кампања? Сметате ли дека има можност да ескалира бројот на лажните вести, на дезинформации, на говор на омраза, па дури нели политичка пропаганда и манипулација кон народот? Па секако дека да, затоа што политичките табори на еден или друг начин се подготвуваат, се спремаат и веќе имаат ставено во функција одредени механизми со кои што се обидуваат да го издоминираат или да го свртат дневниот, да речеме, тек на коментирањето на наративот. Затоа што денеска не е толку многу важно кои се фактите, важно е кој е наративот со кој што се презентираат информациите. А сакале ние да признаеме или не сакаме да признаеме, наративот не се креира така едноставно, не може еден медиум или еден новинар или еден човек во текот на денот од сабаре да се разбуди да каже денеска за ова сите ќе правиме муабет и готово. Едноставно потребна е цела машинерија со која што може да се обидете да го свртите или да го насочите фокусот на публиката на дневно актуелниот настан или тема или скандал кој што тебе ти одговара или нив на неодредени политички интереси им одговара. Јас сметам дека свесни се за сето тоа, дека размислуваат и во одредена мера сигурно и работат на сето тоа, секако во полза на дополнително искривување и девалвирање на вредноста на квалитетното новинарство и квалитетните медиуми. Фала ви многу. Молам.